Vaše visoko preosveštenstvo, episkope, mitropolite, Kumanovsko-Sogovski gospodin Grigorij, vaši preosveštenstva, episkope, Delčevsko-Kamenički gospodin Marko i Drembitski gospodin David, česni prezviteri, braća i sestri vo Hrista. Многумина за сите овие 20 години како служиме бдение во манастирот, ми велат да не служиме бдение, туку да служиме на денот на самиот празник. Некој може би и се во право, ама овој ден, токму ваквиот ден покажува дека не се во право и дека е добро што го задржавме овој празник да се служи селектно бдение. Зашто токму денес, кога вонредни прилики настануваат, дојда оние кои што навистина направија жртва да дојдат. А во црквата е потребно жртва за да се дојде. Црквата подразбира жртва. Не е возможно во црквата, како што велат некои, удобно да бидеш на крстот. Црквата подразбира жртва и затоа она мала жртва што денес ја направивте вие, почнувајќи од неговото високо преосвещенство епископот Кумановско-Соговски господин Григорий, од епископите Марко и Давид, кои се редовни овде на бденијата, но и на пејачите кои дојдат дури од Белград. И на сите вас кои дојдовте во овие вонредни прилики, се покажува колку ни е драга и мила црквата. Затоа што за црквата е потребна жртва. Жртвата ни даде еднаш Господ Исус Христос, ама ни покажа како со пример негов личен ни покажа како е потребно да се живее во црквата. И затоа така и научивме, така живееме, така предаваме на другите. Ваше високо преосвещенство, искрено ви благодарам што дојдовте во ова време, не време во смисла што сите не затекна овај снег кој многу брзо, само за неколку часа толку напаѓа што направи застој во сообраќајот, а вие оддалеку дојдовте, од Куманово дури, и не пожаливте труд за да дојдете на ова селектно бдение и да ја увеличате нашата радост. Епископот Марко и Давид се редовни на овај ден, ама затоа пак особено им благодарам, затоа што не само кога биле по погодни временските услови, туку и сега и денеска. Владиката Марко ни кажува дека патува 7 и повеќе часа од Штип до овде. Прво му пукнала гума, после тоа застој на Плетвар, после тоа застој овде пред манастирот и 7,5 часа. Тоа е навистина многу кој ќе погледни човек. Но за Бога сме сите свесни дека е малку, затоа што ништо не можеме друго да придонесеме за она жртва која Господ ни ја даде за сите нас. Им благодарам на певците исто така што дојде од далеку, за да ја увеличат ова наша радост. Им благодарам на сите браќа и сестри од околината, но дури од Крушево, кои дојдеа овде за да учествуваат во ова селектно бдение и да ја понесат благодатта која Господ не ја дарува преку ова бдение. Особено им благодарам на сестрите од манастирот, зашто се потрудија да ни приготват на сите нас добре дојде, дури и мене кој живеам овде, да ми приготват добре дојде
да се радуваме сите во Господа, зашто тој е нашата надеж и тој е нашата слава. Нека Господ ги благослови сите ваши чекори. Молиците на Свети Јован архиепископот Константинополски Златост. Нека и ви има секогаш во преградките. Нека ве чува, нека ве храни, нека ве пази и нека секогаш вашиот збор биде налик на неговиот златен збор со кој се отвараат сите врати и порти до ветеното Царство Небесно. Уште еднаш ви благодарам на сите и да повелите сега на послужување кое ќе биде во Архондарикито како што е вообичаено и низ сите изминати години. Јас ќе останам да поделам нафора, а епископите ги замалувам да појдат во Архондариките и да се послужуваме сите заеднички. Овој пат ќе биде невообичаено. Овој пат ќе биде невообичаено послужување во Архондариките.